Ќе го продолжиме концептот на јавно-приватно партнерство за јавното осветлување во градот, но јавно-приватно партнерство кое што ќе биде комплетно транспарентно и достапно за сите граѓани, соопшти денеска на пресконференција Горан Стојковски Диро, независен кандидат за градоначалник на општина Куманово. Моментално имаме јавно осветлување кое што функционира 5 дена пред избори и очигледно 2 дена после избори, а инаку градот е поосветлено е на духови на нашите гробишта, него на колку што е осветлено во градот преку целиот месец и цела година. Значи, моментално имаме јавно-приватно партнерство. Во Куманово имаме 42.500 броила. Секој од нас плаќа по 184 денара такса за осветлување. На месечно ниво тоа ви се 7.800.000 денари. Од овие средства, 1 милион денари се враќаат на општина. 3,5 милиони денари се враќаат на Евана. Од 3,5 милиони денари кои што остануваат, само 500.000 денари се трошат за тековни работи. Се поставува прашање: каде се 3 милиони денари на месечно ниво, односно 36 милиони денари на годишно ниво? Имаме истражувачко новинарство и јас би ги замолил новинарите да испитаат кој е Стојан од Струга, кој е Мики Перич од Чешка, за да видиме каде завршуваат нашите пари и зошто Куманово е вакво какво што е. Вчера разбрав дека ВМРО на Груевски, кој е 2013 година, во Куманово имаше 18.000 гласа, 2016 имаше над 19.000 гласа, е лошото ВМРО, а ВМРО на Бобан Николовски и на Бране Петрушевски, кој што има во Куманово цели 7.100 гласа, е добро ВМРО. И му оставам на членовите на ВМРО самите тие да просудат кој е ВМРО добро и самите да решат што ќе прават на 2 ноември. Ги почитувам, а еве само еден податок да имаат и самите да решат кој е ВМРО било добро, а кој е лошо.